Најпрво да се заблагодарам за покривањето на нашата денешна пресконференција во Дирекцијата за заштита и спасување. Заради организирано учество во гасење на пожари на отворен простор и шумски пожари на Дирекцијата за заштита и спасување и се потребни поранешни припадници на полицијата, армијата и противпожарните единици за следните работи. Под 1 возачи на специјалните противпожарни возила, односно пинсгауерите, кои што ги имаме 23, Хермелини 5 и БТРи 15, кои што се пренаменети во противпожарни возила. Понатаму потребни ни се оператори на противпожарните пумпи кои што се вградени на овие специјални возила. И трето, ни требаат оператори со противпожарни водни ранци и метли. Дојдете, помогнете и заработете 2150 евра во текот на летото, гаснејќи ги пожарите на отворен простор кои престојат пред нас. Работното време ќе биде прилагодено на потребите за справување со пожарите на отворен простор, односно се оди на терен во деновите кога има зголемен обем на пожари, а се останува се додека има потреба и услови за дејство. Користењето на слободни денови ќе се договара во зависност од потребите на теренот, но и од потребите на ангажираните лица. Воедно се погриживме лицата да имаат доволно слободни денови, за да може да заминат на однапред планиран одмор доколку истиот го имаат испланирано. Лицата кои што ќе се јават е потребно да имаат најмалку 5 годишно полициско, армиско или пожарникарско искуство, без разлика дали се во пензија или од било кои други причини ги напуштиле или се отстранети од редовите на полицијата, армијата и противпожарните единици. Потребно е да се здрави и во добра психофизичка кондиција, соодветна на возраста. Доколку се во пензија, нивната пензија продолжува да тече. Таа не се прекинува, а со ангажман со договор на дело со Дирекцијата за заштита и спасување ќе добијат дополнителни 44.000 денари месечно, односно 132.000 денари во текот на летото за 3 месеци вкупно, односно околу 2150 евра. Ние како дирекција ќе организираме соодветни здравствени прегледи, основна проверка на нивната психофизичка состојба, кратка и ефективна противпожарна обука, ќе добијат противпожарни униформи и неопходна опрема, а потоа ќе започнат со организирано учество во гаснење најпрво на полесни и поедноставни пожари, а подоцна и во други пожари, каде ќе има потреба на поддршка на локалните сили на територијата на целата држава, на територијата на Македонија. Тоа е за се за денешната пресконференција, доколку имате прашања, повелете. Има ли возрастно ограничување кој може да се пријави? Ве кажавте платата, дали таа е нето или бруто плата? Спомнавте дека дури да се отстранети од службата може да се вратат. Што значи тоа? Дали со дисциплински постапки и тие се дел од тие што може да се пријават? И во однос на, очигледно што фали кадар, со колкав кадар сега располагате, бидејќи веќе почнува летната сезона, со тој сезоната на пожари? Нам не ни фали кадар. Како држава имаме повеќе од доволно возачи за специјалните возила и тоа во редовите на полицијата и армијата. Се обидувам како директор на дирекцијата да најдеме наши возачи кои што ќе бидат ангажирани директно од дирекцијата, на тој начин МВР, но и армијата ќе ги растеретиме од несуштинските дејности во текот на летото, односно да немаме побарување кон нив во случај на прогласена кризна состојба. Ние бараме лица со вештини. Основната вештина е знаењето да се управува со специјалните возила, БТРи, Хермелини или пинсгауери, теренски возила, кои што може да се искачат онаму каде што многу други теренски возила не можат, на кои што имаме монтирани соодветни противпожарни водни резервоари. Значи, вештините за нас се на прво место. На вашето прашање дали некој избркан, ако некој направил некој поситен дисциплински престап, се скарал со некој старешина, некогаш го избркале од работа, знаете дека имаше и многу пресметки на лична и на други основи и во полицијата и во армијата, и многу би рекол невини луѓе
неправедно завршија надвор од редовите на полицијата. Доколку ги имаат овие потребни вештини или сакаат да ракуваат со водните пумпи монтирани на самите возила, тие се добредојдени кај нас. Како што веќе реков, ние претходно ќе направиме одредени проверки, сепак го задржуваме правото да ги ангажираме само оние лица кои што ќе ги исполнат нашите, би рекол, благи критериуми. Од аспект на возраста, секој оној кој што е здрав, а тоа ќе се утврди, како што веќе реков, со лекарски преглед организиран од страна на дирекцијата во соодветна медицинска установа, секој оној кој што е во добра психофизичка состојба според возраста. Значи човек кој што има 55 години, ние не можеме да очекуваме да направи 100 склека, впрочем нам не ни се потребни склекови, потребно е да е храбар и да знае да управува со овие возила, при тоа да напоменам дека ваквите возила веќе одамна не се користат во армијата и полицијата или се користат во многу мал обем, така што слободно можам да кажам дека и во овој момент активни возачи кои што се на работа во полицијата и армијата имаме една ограничена количина, додека добар дел од овие луѓе, особено кои што имаат побогато искуство од 2001 во управување со овие возила, заминаа во пензија, некои од нив заминаа во Ирак, во Авганистан, на други работни места. Моментално, ако немаат некој работен ангажман, може да дојдат ова лето да помогнат и да заработат 2150 евра. Добро, зборувајќи за пожарите, што се случи со минатогодишната група на волонтери кои ги примавте како дел од борбата со пожарите? Дали тие уште се дел од тимот што ќе ги гасне пожарите или повторно ќе треба некој нов повик? Па тие не беа волонтери, за истото добива одреден паричен надомест кој што беше низок. Нивниот формален назив гласише поинаку, но оние кои што доаѓаа во дирекцијата за заштита и спасување, со нив имаме редовна комуникација и нашата намера е истите ова лето да бидат ангажирани. Но намерата на владата беше јасна и на пресконференцијата која што ја одржавме во владата и во сите мои изјави на оваа тема, ние ги повикувавме градоначалниците, односно локалната самоуправа, при вработување на пожарникари да им дадат предност на овие лица. Така што ова прашање поумесно е да се упати до локалната самоуправа. Јас верувам дека доколку некој градоначалник вработувал одреден број на пожарникари по истекот на нивниот договор, тоа е некаде околу Нова година до денес, го имал во предвид овој факт, односно би рекол неформално задолжување од страна на владата да ја дадат предност најправо на лицата кои што веќе беа ангажирани. Добро, колкав е кадар со кој ќе се борите против пожарите ова лето? Имате ли бројка колку луѓе се достапни за борба со пожарите, која што претпоставам само што започнува со температурите? Очекувам дека некаде околу 10 јули ќе започне сезоната на пожари, можеби неколку дена претходно. Оваа година сме спремни како никогаш досега. 3 ер-трактори на дирекцијата се сервисирани. 2 се уште во Загреб поради временски непогоди, односно невреме во Загреб, пред неколку дена не можеа да се пренесат во Македонија. Денес попладне очекувам да дојдат, но повторно во Загреб денес има најави за силно невреме, кој што ги отежнува условите, дали утре, задутре, во наредните денови тие ќе стигнат овде и благовремено ќе ги имаме во пресрет на сезоната на пожари. Исто така, возилата на дирекцијата со засилено темпо се средуваат, ќе бидат сервисирани, ќе бидат во полна функција, 40 специјални возила, што значително ги зајакнува нашите ресурси, нашите сили. Од друга страна, имаме можност во случај на кризна состојба да ангажираме и дополнителен број на припадници на полицијата и на армијата, онолку колку што е потребно. Впрочем, како и секоја година, но токму затоа и ова иницијатива на дирекцијата да ангажираме пензионери кои што можат и текако да помогнат, бидејќи и поседуваат вештините кои нам ни се потребни и имат една друга особина, можеби не е вештина, тоа е да извршуваат наредби, бидејќи младите луѓе е потребно време да се навикнат да извршуваат наредби, додека луѓе кои што работеле во полицијата со години, дали 5-10, особено оние кои што се пензионирале од полиција, од армија, за нив е лесно извршувањето на наредби, а понекогаш извршувањето, правилното извршување на наредби при гасење на пожари спасува човечки животи. Со еден збор би рекол дека во овој момент, со една реченица поточно би додал дека оваа година сме засилени со најмалку 100 нови пожарникари на ниво на држава, кои што се примени минатите 2 години
и со повеќе од 35 возила, противпожарни возила, некои од нив добиени преку донација, некои набавени од страна на локалната самоуправа. Знаете дека Скопската бригада е значително зајакната и со неколку возила, но со значителен број на пожарникари, но генерално оценувам дека состојбата ова лето е далеку поповолна во однос на минатите години. Добро, пилоти за воздухопловите кои гаснат пожари, има или повторно ќе се повикуваат од пензија преходните, како што беше или минатата година? Нема да ги повикуваме затоа што минатата година склучив договор кој што е активен и оваа година. Се надевам дека ќе го продолжим и за следната. Двајцата пензионирани пилоти се во комуникација постојано со мене и тие оваа година ќе управуваат со ер тракторите на дирекцијата, но во меѓувреме примивме двајца нови пилоти, при што посебно сум горд на поранешниот командант на воздухопловниот винг, полковникот во пензија Малезански Роберт, кој што има летано со сите борбени авиони кои што ги поседувала поранешната југословенска армија или нашата армија, како што се МиГ-21 или Сухои, но и борбените хеликоптери Ми-24, има значително борбено искуство во 2001 година, беше на обука за ер трактори, која што успешно ја помина и веќе овде во државата прават кондициони тренинзи заедно со останатиот пилот кој што има неколку илјади часови на комерцијални авиони. Така што сметам дека имаме двајца нови извонредни пилоти. За жал, пилотот кој што леташе последните 3 години во дирекцијата Методка, ја напуши дирекцијата заминувајќи во приватна фирма за повеќе кратно поголема плата. Но веќе сум во комуникација со неколку пилоти, со еден пилот имам договор во текот на летото да склучиме, односно да биде вработен во дирекцијата, него му фалат малку часови за да може да биде пратен во текот на есента на обука за ер трактори, но како и да е, моите амбиции се поголеми, размислувам и во насока на набавка на нови ер трактори, вклучително еден двосет, со кој што ќе можеме обуката да ја вршиме овде во Скопје, нешто што е значително поевтино отколку она што сега го плаќаме како дирекција. Благодарам за покривањето на пресконференцијата.